Автократот Филипче ни зборува за поразот на автократијата. Овој човек ќе зборува за автократски лидери? Смешно. Па луѓе, тие така ја водеа државата 7 години и така сега ја водат партијата. Како се вели, демократијата во СДСМ е прогласена за мртво. За какви демократски вредности ни проповеда Филипче кога во неговата партија секој поединец кој ќе зуцне нешто против него веднаш е на отстрел, шиканиран и на крајот исклучен од партискиот живот. Ја не знам што мислат, ама тоа е чиста диктатура. И не знам со кое лице излегува на пресконференции и зборува за победата на демократијата врз автократски режими. Орбан бил автократ, Вучич бил автократ, Мицковски бил автократ, а во исто време тој партијата ја води како деспот. За каква демократија зборува? Па замислете само оваа гарнитура од СДСМ да дојде на власт. Знам дека е невозможно, но еве да направиме една ментална гимнастика. Значи Филипче станува премиер, а останатата багра стануваат вице-премиери, министри и што се не. Па не диктатура, туку не знам што ќе имаме. Ке треба некој нов збор да смислиме да ги опишеме. Или вистински ќе станеме како Северна Кореја и незиниот параноичен лидер. Затоа што слично како и него, односно како и секој автократ, секогаш вината за лошиот рейтинг упорно ја бараат во разноразни шпиуни, разни теории на заговор. Бурлескиот тип дека ВМРО-ДПМН се инфилтриран во неговата партија. Српски безбедносни служби работеле против него, медиумите него сакале алфа терала црна кампања. Па дури ете, и еден Путин бил дел од заговорот.